Долги години е во автомобилскиот бизнис, постојано е присутен во јавниот живот. Многу често знае на социјалните мрежи, на својот профил да објави и да се тагира во Прага, Виена, Лондон. Тој е еден од најпознатите македонски менаџери. Мусунски, Volkswagen, Audi или Porsche? Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Volkswagen комерцијални возила и Шкода. Што пред се преферирате да возите? Во принцип преферирам да ги возам возилата од премиум сегментот, меѓутоа воопшто не се срамам да седнам во Шкода или во Seat затоа што имаат прекрасни нови модели. Бизнис елита. Што значи за вас бизнис елита? Мислам дека терминот елита е воопшто претеран, барем во наши услови овде, не само во Македонија, туку и во поширокото опкружување. Секој треба да биде елита во нешто што се нарекува потполно задоволство на клиентите, пружање на перфектна услуга, пружање на максимумот кој што секој од нас може да го даде. И јас само така ја гледам елитата, никако на друг начин. Ако е претерано да зборуваме за бизнис елита, постои ли во Македонија Jet Set? Jet Set е една креација, една творба пред се настаната во Соединетите Американски држави или можеби во едни делови на Западна Европа. Мислам дека вистински Jet Set, како што се навикнати луѓето да го гледаат на телевизија, се уште немаме. Каков е возниот парк на бизнис заедницата? Еве да не го употребам зборот елити. Што преферираат да возат, лимузини или джип? Би рекол многу разнороден. Тие што можат да си приуштат да имаат и SUV возила, значи джипови популарно наречени, и лимузини, уживаат во тие бенефити, заради тоа што во различни временски услови, климатски промени и така натаму, секој возило има своји погодности, да речеме. Меѓутоа, главнината од бизнисмените во Македонија преферираат се уште лимузини. 2022 година имало остар пат на една од најсилните гранки германската економија, автомобилската индустрија. Годинава ја завршуваме и е забележан силен раст на производството на автомобили. Може да кажете вие лично и генерално дека во автомобилската индустрија 2023 беше успешна година? Па ако можеме ние како една мала компанија да бидеме барометар, Porsche Македонија оваа година ја заврши исклучително успешно со просечен раст од над 50%. Тоа секако дека се должи на стабилизација на производствата кај фабриките кои што се занимаваат со производство на автомобили, стабилизација на глобалните ланци за снабдување и покрај сите потешкоти кои што се јавија во минатото поради ковид пандемијата, поради недостатокот на микрочипови, поради војната во Украина, сега гледаме мирни води едноставно и сметам дека оваа година не е некој репер за да се оценува вкупно развојот на автомобилската индустрија во иднина. Следната ќе биде. На што се должи растот на цените на автомобилите во ситуација кога имаше првични најави дека цените на возилата ќе паднат? Дали е тоа како резултат на недостиг на микрочипови, на електрификацијата на возилата? Идеално сценарио за секоја индустрија е намалување на цените на репроматеријалите и суровините, што би предизвикало и намалување на цените на конечните производи. Меѓутоа, историјата покажува дека во автомобилската индустрија никогаш не било така и возилата никогаш не поевтинувале досега. Како резултат на глобалниот раст на цените на суровините и репроматеријалите од над 30%, кои што се главен инпут во автомобилската индустрија при производство на секој автомобил, нормално дека кај сите конкуренти цените во принцип во последните 2-3 години се качија за околу 30%. Сега и употребуваните возила го следат секогаш тој тренд, па порасна и цените на употребувани возила. Меѓутоа, и најрезистентниот систем не може да одолее на едни такви инпути и да ја спаси ценовната структура на своите производи. Така што цените мораат да одат горе, не верувам дека ќе паднат во блиска перспектива секако. Меѓутоа, тоа што е интересен феномен е во услови на зголемени цени,
многу изострено чувството на клиентите каде ќе ги вложат своите тешко заработени пари. И тука Volkswagen групацијата дефинитивно профитира, затоа што Volkswagen се смета за така наречена златна валута во автомобилскиот свет и заради својата повторна продажна вредност, заради својата трајност и заради побарувачката на пазарот и во вториот и во третиот сегмент, Volkswagen профитираше од појавата. Дали возилото или скапиот автомобил е престиж, луксус или потреба? Или пак последното дека луѓето имаат премногу пари, па ги инвестираат во автомобили или недвижности? Ќе ја земеме на повик, ќе ја повикаме, да речеме, на помош статистиката, која што вели дека врз база на расположливите податоци, дека над 80% од возниот парк во Македонија е постар од 10 години. Ако земеме во една агрегирана состојба, вкупната просечна старост на нашиот возен парк во државата е 19,5 години. И сега, само од последните години, ако ги земеме податоците, односно односот на увезени половни наспроти нови автомобили, тој изнесува 5:1. На 5 употребувани автомобили се увезува и продава еден нов. Дали сме богати? Дефинитивно сме богати. Заради тоа што семејство кое што по структурата на приходите му припаѓа поло, сега се вози во многу употребувано Ауди. За жал се прават огромни компромиси врз безбедноста на возилата, недоволно често и ревносно се менуваат безбедносните компоненти кои што веќе се дотраени, а да не зборувам дека над 90% од увезените возила немаат катализатори и покрај тоа што биле произведени со катализатори во тој момент, што директно влијае на амбиенталниот воздух и природата. На сцена е големиот процес на трансформација. Тесла, пред Volkswagen, хибридот веројатно се повеќе ќе доминира во наредниот период. Но од друга страна, одредени анализи на кои најдов, а се точни, ќе ги прочитам низ неколку наслови кои ги пронајдов. Ауди повлекла 100.000 електрични возила во САД. Toyota пред неколку години повлекла 2,4 милиони хибриди поради проблеми со системот. Убава споредба, дефинитивно, и сега тука имаме концептуални разлики. Без тие концептуални разлики да ги земеме предвид, ќе имаме една многу искривена слика за директната споредба Tesla-Volkswagen. Tesla е една технолошка и податочна компанија, која што автомобилскиот хардвер го третира како нужно зло. Значи, би можеле да речеме дека Тесла е софтвер на тркала. За разлика од тоа, групацијата Volkswagen со своите над 670.000 вработени ширум светот, суверено владее со автомобилскиот хардвер. Нормално дека ги прифаќаме новите технологии. Volkswagen формираше пред неколку години фирма за софтвер во која што вложи 15 милиарди евра, така што тој геп со Тесла брзо ќе го надоместиме. И ако за Тесла може да се каже дека е трендсетер во некои дејности, за Volkswagen може да се каже дека токму тоа е системот кој што ќе ги демократизира сите технолошки иновации и електричните возила заради тоа што ќе ги направи најшироко достапни на сите клиенти. Околу реколите, така наречени, или повратот на возила, се работи за нови технологии и тоа треба да се очекува. Затоа што главнината од тие повикувања назад на возилата се поврзани со софтверски багови, кои што во главном кај електричните возила се занимаваат со термалниот менеджмент на третирање на батеријата. Секако дека како ќе напредува технологијата, ќе бидеме свесни на така наречената појава over the air update, што значи возилото ќе се апдейтира навечер додека е на паркинг без знаење на сопственикот и нема да има воопшто потреба да се повикува назад во овластените сервиси. Следите празнично издание на Трин, гостин е Златко Муцунски, генерален директор на Порше Македонија. Господин Муцунски, помина времето кога компаниите со главите во песок чека бурата да помине. Ова е ваша констатација пред неколку години, искажана во едно интервју. Каков модел на менаџирање
е потребен во услови кога ние речиси перманентно се соочуваме со политички и економски турбуленции? Би рекол инклузивен. Заради тоа што времето на една железна хиерархија и на таква структура одамна е поминато. Сега веќе вработените не се вработени, туку се човечки капитал, кој што е најбитниот капитал за една компанија, заради тоа што можете да вложите милиони евра, ако немате софтвер кој што ќе ја движи таа сила, нема да имате успех сигурно. И покрај тоа што има сериозни проблеми со флуктуација на работна сила, не само локално, туку и веќе глобално, Porsche Македонија низ годините се профилираше во еден стабилен работодавач и ние, за разлика од многу други, се занимаваме со нашата работа. Ние се занимаваме со самите себе, се соочуваме со анализи каде можеме да се подобриме, каде можеме да бидеме уште подобри и барем за сега таа доверба од страна на клиентите не сме изневериле и истата се наградува со одлични резултати. Што значи дека вие не сте една од оние компании кои се жалат дека имаат проблеми со недостиг на работна сила? Не. Освен тоа што е природна флуктуација која што е многу мала во моментот, со флуктуација на вистина немаме проблеми. За жал, нашите принципали во Германија се соочуваат со еден таков предизвик и се обидуваат со увоз на работна сила, меѓу другото со увоз на работна сила од Западниот Балкан, да ја надоместат, да го надоместат тој дефицит, меѓутоа сега за сега како компанија не сме загрозени заради тоа што навистина се грижиме за своите вработени. Дали се уште важи правилото успеваат само најдобрите или за да успееш денеска ти е потребна сериозна политичка и бизнис логистика? Во нашиот делокруг на работа политиката е комплетно забранета, значи ние сме една аполитична компанија која што наместо да се жали колку е лошо таму надвор, се занимава со проблемите внатре. Затоа што ако доволно се подобриме одвнатре, тоа клиентите ќе го препознаат. Колку и да е мал пазарот има потенцијал од 100% за секоја компанија. А колку повеќе ќе заграбите од тој колач, толку поуспешни ќе бидете на крајот. Видите дека политиката не ве интересира, грубо кажано, дека сте аполитични, меѓутоа одредени политики сепак и се уште влијаат врз бизнис климата. Секако дека влијаат, меѓутоа во споредба со пазарот така се димензионираат и операциите. Значи на еден мал пазар како што е македонскиот, ние сме задолжени за околните пазари, Косово, Албанија. Пред се во Косово гледаме сериозно зголемување на бројките на возила, сериозно зголемување на бројките на продадени на електрични автомобили, што дефинитивно е некаков придонес во зачувувањето на околината. Нормално дека рамковните услови во државата влијаат, меѓутоа не се занимаваме со тоа што не можеме да го промениме. Тоа што можеме да го промениме е самите себе. 2024 година, на чекор сме довлез во новата година, изборна година. Како ќе се одрази врз бизнис? Па пред некој ден имав на еден универзитет една интересна дебата, а зошто изборната година да се одрази на било кој бизнис? Значи изборите се процес во едно општество кој што треба редовно да се случуваат и бизнисот воопшто не треба да биде засегнат од истите. Меѓутоа има некако непишано правило, има избори, секогаш бизнис заедницата е на стендбај во исчекување на добивање на појасна слика во која насока државата ќе се движи. На вистина не знам зошто, затоа што оваа држава и секоја држава има платени луѓе да се грижат за нејзината иднина. Нормално дека секој од нас како индивидуа треба да се вклучи во развојот на општеството со се што може и умее. Меѓутоа, изборите, барем за мене и за тие околу мене, никогаш нема да бидат некаков фактор од кој што ќе зависи дали ќе има утре или ќе нема. На крајот дел сте од Ротари клубот, не криете дека сте масон. Колку големата ложа, масонска ложа допринесува за подобро утре, за подобри луѓе да сме?
И покрај многу шпекулации во јавноста дека се работи за некое тајно друштво, би сакал изрично да го демантирам. Масонеријата не е тајно друштво, туку е друштво што има своји тајни, древни ритуали и така натаму. Меѓутоа, токму таму, во таа дејност, секој има можност и прилика да биде подобар човек. И токму тоа е суштината и токму тоа е мојот мотив зашто сум во таа организација. Значи, напротив, таму е забрането да се разговара за политика и за религија, што сметам дека е прекрасно, и истото се обидувам да го пренесам кај мене во мојата фирма. И тоа движење глобално сигурно дека придонесува тие добри луѓе да направат еден позитивен исчекор за една убава, добра држава и за добар свет на крајот. Каква улога и влијание има генерално врз креирањето на политиките на државата? Би рекол апсолутно никакви, има влијание исклучиво врз креирањето на индивидуите, кои што подоцна може да се вклучат доколку тоа го посакуваат, се разбира, во процесите за развој на државата. Господин Муцунски, ви беше задоволство. Ви честитам 2024, се надевам дека ќе продолжите со раст и во 2024 година на професионален план. Ви благодарам за поканата. Следете разговор со генералниот директор на Порше Македонија Златко Муцунски, продолжуваме понатаму со останатите гости и содржини за ово издание.